Најавите на владини представници дека во практика ќе започне реализацијата на усвоената студија за гасификација и дека во источниот регион Штип ќе биде првата општина од каде што ќе стартува процесот, го отвора прашањето дали тоа ќе ги опфати и соседните општини. Ова пред се се однесува на Кочани и Виница, не само поради релативната близина до главната гасоводна цевка, туку и поради конфигурацијата на теренот и геолошките карактеристики на почвата. Информациите дека штипјани се во предност затоа што од општинскиот буџет издвоиле околу 6 милиони денари за изработка на проектната документација, покажуваат дека и другите локални самоуправи треба да го следат примерот за што побрзо да се приклучат на дистрибутивната мрежа. Е во предност во однос на другите општини, затоа што веќе на само 3 километри од општина Штип е главната гасоводна мрежа. Главната мерна регулациона станица е веќе во состојба да може да дава газ за Штип. До сега немаше подетелни информации дали претходната локална власт во Кочани презела активности и ако тие се започнати, до каде е евентуалната подготовка на потребните плански документи за гасификација. Во планот на програми за развој, што на крајот на минатата година ги усвои новиот совет на општината, беше наведено дека до 2020 година се планира да се изработи документација за базна гасна станица без планирана сума, а не беше споменато дали ќе се работи и на план за детална мрежа за гасификација. Сепак, тоа не значи дека не можат да се направат евентуални измени и дополнувања, да се изнедат средства во буџетот и навреме да се фати чекор со соседниот Штип. Дополнително, општина Кочани ќе може да искористи и средства од државата, со оглед што се најавува дека владата планира да формира фонд за поддршка на вакви проекти, а што ќе се финансираат од ИПА и другите програми на Европската унија. Фондот треба да обезбеди постојани и сигурни финансиски средства за капитални инфраструктурни проекти, меѓу кои е и гасификацијата. Инаку во државниот буџет за годинава се предвидени 35 милиони евра за гасификација.